Дуи не може да биде фактор што ќе ги диктира условите за составување на новото мнозинство по изборите. Бројките покажуваат дека опозицијата од албанскиот политички блок им диша во врат, а ВМРО-ДПМН има убедлива водство пред СДСМ. По оттука расфрлањето со идеи за некаква влада за национален спас, која би се формирала откако се изгласаат уставните измени, служи само за мобилизација на членството и пополнување на вакуумот поради отсуството на вистински план и програма, сметаат дел од аналитичарите. Идејата на Бујар Османи, која срамежливо е прифатлива единствено за Димитар Ковачевски, е небулозна и е индиректно признание за неминовниот пораз кој ги очекува, смета аналитичарот Синиша Пекески. Условни на врапчињата на гранките на дрвјата знаат дека опозицијата ќе победи. Сега пробуваат некако да го ублажат тој изборен пораз и да остварат некако подобар резултат, но со вакви, еди кажам, глупави предлози, кои може да ги спроведат и предходно, сушност покажува дека бродот тоне дополнително и само и оној рейтинг што го имаат во моментот го намалуваат. Тој вели, ако биле способни за решавање на проблеми, тие досега ќе го решиле прашањето за отворање на уставот на поинаков начин, со консензус и инклузивност на сите релевантни политички фактори. Мислам дека ова е предизборен фолклор на овие две политички партии и у суштина признаваат доказ дека они се неспособни за да можат да затворат едно поглавје која е битна за Македонија. До сега требаше, има многу шанси они како влада да го завршат тој процес и внесување на бугарите во уставот преку национален консензус со останатите политички партии. Кога се гради стратегија, се земаат сите релевантни фактори и ги повикуваш за да се изгради стратегија. Сега, после свадба тапани е малце небулозно да разговараме и да предлагаат решенија кои, кога беа на власт, можеа комотно да ги спроведат во соработка со останатите политички партии. Инаку предлогот на Османи го отфрлија речиси сите политички партии, освен СДСМ.